Здраво, дички, и добро дојдовте на новото Дома со Леа видео. Денешното видео е еден онлайн предизвик кој што го превземам и е прво видео од ваков вид. Практично голем број на мамички јутуберки кои што ги следам во овој период прават decluttering видеа, односно предизвикот е ослободување од 100 предмети кои што не ви се потребни во вашиот дом. И решив токму за овој термин да го направам ова видео, односно да го искористам викендот кој што помина за да го ослободам нашиот дом од 100 непотребни предмети. Ајде да видиме како изгледаше тоа. Првиот предмет е ова кеса со детска облека или гавчиња, кои што се мали на мојата кирка и кои што се малце поискористени, но не се неупотребливи, планирам да ги донирам. Втората исто таква кеса се малце помалку искористени работи кои планирам да ги подарам. Трет предмет е оваа кутија. Во неја ставив и 4 исписанија кои што веќе не ни се потребни, со тоа имаме 7 предмети, 8-миот предмет е овој шешир, 9-тиот предмет е ова масло за сончање, кое што веќе не го користам, односно до година ќе биде многу старо за да го користиме. И имаме 10, 11, 12, 13 предмети се сите овие чифтови кондури кои што веќе не ги носам и тоа не ги носам неколку години, вклучително и свадбените кондури. Веќе има 15 предмети од кои што ќе се ослободиме. Само да ви појаснам, алиштенцата од кирка ми се веќе испрани и испеглани, токму заради тоа не сакам да ги вадам и да ги пребројувам од кесите во кои што се спакувани, туку затоа и ги рачунам како по еден предмет. Еве сега влегува во кадар и неколку чифта кондури и патики кои што мажот ми не ги користи. Исто така и оваа скокалка која што се монтира на врата, многу малку ја користавме со Зара, иако ја добивме на подарок. Еве уште неколку предмети, креми и една марама. И сега ќе извадам неколку парчиња облека од мојот плакар кој што дефинитивно веќе нема да ги користам. Најголем дел ги изнаносив претходниве неколку години и особено ова лето. Добар дел од нив се всушност оние кои што не сум ги носела неколку години наназад. Бидејќи се повеќе парчиња, има различна облека, има и долна облека и чорапи, не ги покажувам сите едно по едно. И уште еден шешир. На снимката означувам со 2 палци горе во моментот кога ќе стигнам до бројката 50, односно до 50-тото парче, односно на пола пат од бројката од 100. Еве има и нешто накид, бижутерија, шноли, капи и други парчиња облека. Еве го моментот кога стигнуваме до 50 парчиња. Доста радосен момент, бидејќи на почеток изгледа како да ќе фрлиме многу повеќе работи од 100, а после тоа всушност мала бројка. И овдека продолжувам да ги одбројувам сите овие парченца. Не знам како се погоди претежна црна облека, меѓутоа еве имаме и некои стари полначи на електроника што веќе не ја користиме. Едно единечно чорапче, шеќер, држач за вино, стари играчки на Зара, некои креми кои што не ја одговараат на нејзината кожа, грицкалки, празни, несесир. 73-тиот предмет е стар држач за визит карти и неколку стари закачалки за облека кои што искрено не ги користам, иако користам различни, и една скршена. И се наближуваме до 100-тиот предмет. Ова е балонот за првиот роденден на кирка ми и еден стар селфи стик, капакот од ношето, овој стар масажир кој што никогаш не го искористивме, стариот таблет, една брошура од музеот на Холокаустот каде мораме да одиме повторно затоа што сега има нова поставка која не сме ја виделе. Стара расипана машинка за бричање со сите делови, некаква стара кутија, ова скршено столче и
92-иот предмет е овој дел од средство за чистење, потоа сандалчиња кои што Зара ги знаноса летово во одлична состојба се, но веќе не се точни. Тоа имаме 94 предмети на сликата, 95, 96, 97, 98, ова се стари распарчаши кои што не ни се потребни, 99 и оваа малава е 100-тиот предмет и со тоа овој челендж, овој предизвик за расчистување е исполнет. И ве како изгледа ова купче, сакам да снимам од озгора за да видите колку место зафаќаат овие предмети. Воопшто не е малку, видете колкав дел од просторијата е зафатен. Исто толку место зафаќале и би зафаќале во нашите животи. Ова не е се, иако самото расчистување траеше помалку од 1 час. Донирањето, односно наоѓањето на новите сопственици на овие предмети, верувам дека ќе трае повеќе. Пишете ми во коментари каде вие ги донирате овие работи кога расчистувате на овој или сличен начин дома. Ви благодарам многу за вниманието. Пишете ми доколку ова видео ви беше интересно и доколку сакате повеќе да гледате трендинг предизвици кои што би ги превземала. И се гледаме нареден понеделник. Поздрав!